После скоро 7 децении Мерцедес SL се враќа на корените за повторно со својот безпрекорен стил да владее во светот на джет-сетот. Приказната за овој убавец започна во 1954 кога тој на луксузот му даде динамична нота. Лансиран најпрво со врати кои се отвораат нагоре како лебедови крила, во вистинското пакување пристигна наредната година кога доби родстер верзија. Платнениот покрив и двете седишта беа клучни за стекнување на славата. Во меѓувреме, некои нови правила стапија на сила и SL се менуваше од генерација во генерација. Битно е сепак дека со него Мерцедес секогаш го испорачуваше најдоброто со што располага. Така е и во ова 7 издание, кога SL повторно доби платнен покрив. Со него изгледа спортски складно, но вистинскиот карактер го открива со неговото спуштање кое трае 15 секунди и кое може да се стори во возење не побрзо од 60 км на час. Опремен е со метални засилувања и се нудат во 3 бои над каенината, а нешто што ретко се среќава е задното стакло кое не е пластично и се загрева. Раскошот и елеганцијата на внатрешноста во голема мерка се презедени од новата S-класа, нудејќи комбинација на дигитални технологии и скапи материјали. Гласовниот асистент зборува 28 јазици, кокпитот има 8 дизајнерски шеми, а наклонетоста на централниот екран се подесува помеѓу 12 и 32 степени. На должината од 4,7 метри се распоредени 2+2 седишта, оставајќи 240 литри простор за багаж, кој не може да биде многу тежок, бидејќи носивоста му е само 320 килограми. Од техничка страна, SL доби упадлива задна оска и погон на сите тркала, а 9-степениот менувач го имаше од порано. Подвижните панели во маската ќе го оптимизираат строењето на воздухот во челниот дел на возилото, а над 80 км на час се извлекува и задниот спойлер. Активната аеродинамика е дополнета со подесливи профили за екстра сила на прилепување при поголеми брзини. Од погонските опции, засега на располагање е само техничкиот бисер на AMG, 4-литарскиот битурбо V8 со две изведби од 476 и 585 конски сили. SL со посилниот ќе фати стотка за 3,6 секунди и ќе постигне максимални 315 км на час. Споменато е пристигнувањето на плагин хибрид, но затоа потоа. Цената не е објавена, ама 140.000 евра се добар ориентир од каде би стартувала.